Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Граѓански прашалник, кое овој пат ќе го посветиме на еден убав и пред се хуманитарен настан. Станува збор за хуманитарната акција Подај рака биди човек, која стартуваше токму денеска од 10 декември и ќе трае до 13 декември, а ќе се спроведува во неколку маркети во нашиот град. Хуманитарната акција е во организација на Сдруженијето Епилепсија од Прилеп, во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и секако Општина Прилеп. За таа цел во студиото на Канал Визија вечерва го имаме Дејан Бунески од Сдруженијето Епилепсија. Добре дојде во нашето студио и благодарност што прифативте да бидете дел од нашава емисија и да кажете повеќе, односно да откриете повеќе детали во врска со оваа хуманитарна акција. Ви благодарам на поканата. Предлагам разговорот да го започнеме со тоа што практично денеска стартуваше оваа хуманитарна акција од 10 декември. Дали вие како еден од организаторите имате некакви податоци од вашите соработници како почна акцијата, каков е одзивот и дали има интерес кај граѓаните? Замислениот проект почна уште минатата недела со се подготовките, значи акцијата планирано е да почне од денеска 10 да заврши на 13. До сега активностите, односно донирањето на храна во кошниците во 6 прилепски маркети за сега е задоволително. Очекуваме малку поголем одзив во среда кога е пазарен ден, значи и самите граѓани би пазареле повеќе и према тоа значи очекуваме да бидат и поголеми донациите и према тоа ќе знаеме значи колку храна би собрале и за да знаеме на колку фамилии во социјален ризик како што е замислено на самата активност да донираме. Каква е вашата замисла како да тече оваа акција? На кој акцент на кои ранливи категории да се стави? Како сепак станува збор за донации од храна? Значи како граѓаните, вообичните граѓани да бидат запознаени како може да донираат, дали со самото купување па дел да остават во кошниците, како малку повеќе за акцијата? Да, токму така. Значи замислено е пред самите новогодишни и божични празници, односно пред патронот на град Прилеп Свети Никола. Замислено е хуманитарни пакети да дадеме на социјално ранливите категории, иако ние сме организација која што ги застапува и ги представува правата на лицата со епилепсија. Овај пат сакавме малку да нашите активности да ги прошириме се со цел и ние како организација на маргинализирана група значи да бидеме видени, а со од една страна, од друга страна значи да му помогнеме на некој кому му е на вистина потребно. Така се роди една идеја пред овој голем христијански празник Свети Никола, како што кажав, да се соберат пакети со храна. Граѓаните кои што купуваат во маркетите, дел од храната која што ја купуваат и која што сакаат да ја донираат, значи да ја стават во кошниците кои што се на видно место во овие маркети и да на таков начин значи да ја покажат својата хуманост и да помогнат на некому кому што е потребно, бидејќи и самите празници, значи празници за сите, а сами знаеме дека има семејства и луѓе кои што не можат да си го овозможат на достоинствен начин да си ги одбележат овие празници. Зошто го одбравте токму 10 декември? Дали самиот ден има некаква символика, оти сепак денеска воедно е меѓународен ден за човековите права, или сепак станува збор за еден предпразничен амбиент и да го фатите на датумот пред големиот христијански празник Свети Никола? И дали мислите дека се доволни 3 дена за да се соберат доволни количини на храна? Мислевме дека доволни се 3 дена, да, заради што исти или слични вакви активности планираме и пред другите поголеми христијански празници, односно Велик ден, пред Божик, значи исто така, и заради тоа и мислевме да самите активности да бидат пократки во време траење, за да би се овозможили. Сега доколку помогнеме на неколку фамилии, односно луѓе сега со оваа активност, за следните празници ќе помогнеме на други, така да биде поголема маса на луѓе опфатена значи со овие активности.
Во петокот одржавте и на некој начин еден прес за медиумите, каде што велите дека со оваа хуманитарна акција сакате да го истакнете она што Свети Никола го правел, односно тој помагал на болни, изнемоштени и сиромашни. Ајде малку за хуманоста како една убава работа, значи колку е кај нас подигната јавната свест кај луѓето за вакви хуманитарни акции? Па можам да кажам дека Прилеп важи за еден од хуманите градови. Значи прилепчани доста се одзивуваат и на нашите активности кои што се од хуман карактер и од страна на Црвениот крст. Значи сепак работи на да кажам човечкото во нив и генерално сме задоволни од досегашните наши активности, каде што прилепчани ја искажале хуманоста. Сметам дека и овај пат нема да не разочараат, значи, бидејќи станува збор за не толку голема сума, значи немаме ни одредено ни кои производи, ни какви. Се она, значи, што по избор, се она што мисла дека треба и самите граѓани сакаат да го донираат, се она може да го остават во кошничките за донирање. Тука се наметнува и прашањето за храна. Еве и самиот рековте дека може секој по свое собствено убедување да донира секако вид на храна. Дали станува збор само за донација на нерасиплива храна? Дали само таков вид на храна може да се донира? Согласно агендата на нашиот проект предвидено е производите да се делат на 17 декември, бидејќи активноста завршува на 14, значи ќе трае 3 дена, сепак тоа околу недела би требало да трае цела оваа, да речам, цела активност и претежно мислам донирањето дека треба да биде на нерасиплива храна, заради што постои можност, значи, самата да биде ние секако дека ќе биде соодветно складирана, но самата расиплива роба, да кажеме, мислам дека сепак останува на самите граѓани да одлучат, значи, што би сакале да подарат. Сепак подарок е подарок на еден начин. Покрај Сдруженијето Епилепсија, организацијата, хуманитарната акција ја организирате во соработка со Црвениот крст, имате поддршка и од општина Прилеп. Дали имате доволна медиумска покриеност, има ли интерес кај медиумите и од сите останати надлежни институции, како што е, например, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи? Каква е тука соработката? Конкретно за оваа активност можам да кажам дека сме и презадоволни од соработката и со општинската организација на Црвениот крст во Прилеп, со општина Прилеп, значи можам да кажам дека тука ќе биде во последната фаза на овој проект ќе биде вклучен и Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, каде што, значи, ќе не упатат, бидејќи ние сепак немаме доволни сознанија, немаме кои се лица и фамилии во социјален ризик, значи тука Центарот за социјална работа ќе ни излези во престрет, каде што со тим од Црвениот крст, наш тим и тим од Центарот ќе ги посетиме и ќе ги фамилиите во социјален ризик и ќе ги поделиме пакетите со производи. Значи, соработката, генерално сум задоволен во однос на вакви хуманитарни активности и поддршка, да кажам, исто и медиумите доста не излегуваат по престрет, но да кажем институционално лицата кои што ги представуваме, за жал се уште не можеме согласно нашите закони да ги третираме на еден или на друг начин, односно има еден, многу пати кажувам, еден јас каде што од една страна се лица кои што се, да речем, инвалидизирани, односно хендикепирани, од друга страна истите тие лица се јавуваат како работоспособни, односно со можност да екзистираат, и тука има едно недоразбирање во однос на институција и работодавец, односно работодавецот не го смета лицето за работоспособно, од друга страна институцијата согласно закон не може да му возможи паричен надомест согласно инвалидитет заради постоечките закони. Тука е тоа, да речем, едно недоразбирање. Друга работа е што и самото општество се изградило едни бариери, па овие лица ги смета баш онака како еден вид
хендикепирани и некако ги дискриминира само по себе. Значи, па овие лица мора да се кријат од општеството, значи сами се повлечени и значи тоа си повлекува и низа други проблеми. Колку време ви требаше да се подготвите за оваа хуманитарна акција? Дали организирате прв пат една ваква акција од ваков тип? Дали се соочивте со некакви проблеми? Ви требаше ли некаква помош, соработка со некоја институција? Генерално можам да кажам дека организацијата, бидејќи располагаме со доволен број на ресурси, одеше организацијата релативно брзо, за околу помалку од месец не беше потребно. Значи од идеја да се направи значи проектот, идејата сето тоа значи да се скоцка онака како што изгледа. И се надевам значи дека и се онака како што ми е планирано се е добро и ќе заврши на 17 декември, дека баш ќе бидат задоволни и самите граѓани кому ќе бидат донирани производите. Ајде пак да се навратиме на хуманоста. Колку еве лично вие и па и вашето здружение мислите дека вакви хуманитарни акции од ваков карактер може на некој начин и да ја подигнат јавната свест од една страна, но и да помогнат на ранливите категории на граѓани? Моје лично убедување е дека може да помогнат во значителен дел, но тоа е само краткорочна помош значи на тие лица, односно лицата кои што се во социјален ризик, лицата кои што се хендикепирани и по друг основ се значи маргинализирани. Мислам дека треба да се најде соодветно трајно решение за да би ги уживале значи благодетите на да кажам на општеството кој што ги уживаат, но сите останати луѓе, сепак и тие се луѓе независно значи од социјалниот статус или од тоа дали се здрави или не. Колку вкупно луѓе се вклучени во целата ова акција? Претпоставувам има представници од Сдруженијето, волонтери од Општинската организација на Црвениот крст. Од прилика, значи 10 луѓе ја водат сета оваа акција, волонтерите од нашето здружение, волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст, представник на Центарот за социјална работа, представник на Општина Прилеп. Значи, сакаме цела оваа активност да биде транспарентна и заради тоа значи имаме се јави како потреба, значи да имам представници од сите чинители во самата ова активност. Акцијата практично почна од денеска, од 10 декември, ќе трае до 13 декември, тоа е сепак релативно мал временски период. Дали имате вие да упатите некаков апел еве до граѓаните, до гледачите на Канал Визија и дали очекувате еве позитивен исход од самата акција? Секако значи дека очекувам позитивен исход во среда вечер кога завршува самата активност. Значи мој апел до гледачите кои што ја гледаат оваа емисија е да одвојат малку значи од своето, бидејќи нивното малку некому може да биде многу, значи и со малку некој може да биде многу задоволен, значи да заедно значи да искажат својата хуманост и заедно да ја споделат значи храната која што ја купуваат секојдневно, која што ја пазаруваат и некому значи да причинат мала среќа, мал гест на хуманост со кој што некого ќе ни направат среќен. Ајде сега малку повеќе за вашето здружение епилепсија. Од кога постои, значи, каква проблематика третира? Вие секако ова не е ваша прва хуманитарна акција, се надевам дека и во текот на изминативе години, во текот на ова година имате и инициирано и многу голем број на хуманитарни акции. Какви се вашите досегашни активности? Еве се ближиме кон крајот на ова 2018 година, дали имате некои идни планови за овие уште неколку дена кои што останува до годината? Ова ќе ни биде последната активност планирана за ова 2018 година. Инако постоиме веќе ова не е петта година.
во изминативе 5 години колку што постоиме се соочуваме со низа проблеми, секојдневни значи јавувања, барања на помош, на стручна помош, значи сепак ние сме граѓанска организација во кој што членуваат пред се граѓани, а немаме лекарски тим кој што може и стручно баш да помогне за оваа проблематика. За таа цел имаме направено една група на социјалните мрежи каде што меѓусебно луѓето можат да си разменат мислења. Не очекувавме дека толку многу ќе наидиме на интерес баш на еден таков начин, но сега се покажа дека луѓето кои што членуваат меѓу себе не се срамат, бидејќи сами знаат дека се исти на некој начин. Но проблемот е кога наидуваме на проблем кога треба јавно да настапиме некаде, значи кога ни се потребни тие луѓе кои што да речем кои што се погодени од ова нарушување. Согласно Светската здравствена организација во Прилеп би требало некаде околу 700-750 луѓе со епилепсија да има. И сега кога треба јавно да настапиме овие луѓе, пак ќе кажам заради таа дискриминација од општеството, јавно не сакаат да се експонираат, но потајно, значи телефонски, пак на социјалните медиуми контактираат со нас за било какви прашања, значи предлози за нешта и значи гледаме колку што можеме да излеземе во престрет, да помогнеме. Тука е тимот од волонтери кој што стои, кој што го имаме во организацијата, активно се вклучени и тие колку што можат, значи во рамки на нивните можности. Гледаме да прераснеме во една организација значи колку што може да му помогнеме на оваа група која што представуваме. Се надевам дека ќе успееме и во иднина. Во овие 5 години се движиме напред во секој случај, можеби со мали чекори, но сепак одиме напред. Се менуваат ли предрасудите, стигмата кон оваа категорија на граѓани? Иако е многу тешко, сепак мислам дека полека и самата свест се менува. Светските трендови за поддршка на баш и на оваа категорија на луѓе гледаме да ги запазиме, ги одбележуваме светските денови за поддршка, месецот за поддршка на лицата со епилепсија. Према тоа имаме доволна видливост. Неодамна имавме со еден проект и едно видео кој што може да се најде на нашата фан страница, на нашата веб страна и на YouTube каналот на нашето здружение, значи може да се погледне. Гледаме значи колку што можеме баш на еден таков начин, заради што можеби медицински, не толку медицински проблем, колку што е самата епилепсија е социјален проблем и гледаме баш во таа насока да му помогнеме на луѓето. Докторите и медицинските работници ќе го земат делот, значи на медицинскиот дел каде што е. Ние ќе гледаме да помогнеме за тоа што овие лица честопати се осамени, депресивни. Во тој поглед, значи, неодамна имавме случај надвор од Прилеп, имавме случај на отказ од работа токму поради епилептичен напад, што нас лично не погаѓа, значи секој таков случај не погаѓа, затоа што и овие луѓе се луѓе и треба да остваруваат една основна екзистенција, но работодавците за жал во поголема мера немаат слух, секоја честно исклучоците. Гледаме да апелираме колку што можеме да на некој начин да ваквите појави да ги спречуваме. Во светот ваквите луѓе, значи кога ќе добијат епилептичен напад, независно дали има епилепсија или по прв пат добиваат епилептичен напад, ваквите луѓе има специјални организации кои што ги прераспределуваат на работна позиција согласно нивната способност. Може би не е способен 100% да извршува одредена активност едно лице со епилепсија, но во секој случај не е 100% па и неспособен за да извршува одредени активности. Но кај нас малку сепак системот е таков да за жал се уште не можеме да допреме до такви, да речем, случаи. Ајде пак да се навратиме на хуманитарната акција.
дали секогаш сите граѓански организации, па еве издруженија, институции, секогаш ги земаат оние предпразнични атмосфери, големи христијански празници и само тој ден го посветуваат да помогнат на некого. Ајде пак уште еден апел, дали само тие денови треба да ги посветиме на социјално ранливите категории граѓани, лицата со посебни потреби, или секојаш тоа треба да го правиме 365 дена во Апсолутно, значи секој ден хуманоста треба да е во нас буквално 365 дена. Има луѓе кои што се различни од нас, има луѓе кои што имаат помалку од нас, на кого што му е потребна нашата помош. Не секогаш треба ваквите хуманитарни активности да бидат баш на толку видливи, да кажам. Доволно е на луѓето кои што ги знаеме дека се во социјален ризик да му дадеме било финансиски средства, не мора некој, како што кажав, да знае. Значи, мене лично, кога на еден ваков начин ќе помогнам на било кого, можам да кажам дека душата ми се исполнува и тоа ми е баш на еден таков начин ми се плаќа, ми се исплаќа, да кажам тоа што сум помогнал некому. Се надевам дека и другите луѓе го чувствуваат тоа. Убаво е во секој случај дека кога ќе се помогне некому. И минатата година имавме слична активност кога на децата кои што се на площад, значи и просвјачат. Имаше 4-5 дечина, ги стретнавме, ние имавме доволен број на новогодишни пакетчина од минатата нова година кој што ги делевме во болницата во Скопје, во Битола и во Прилеп. Пакетчината кои што ни останаа, не знаејќи што да им правиме, волонтерите одлучија да ги поделиме на дечината кои што се на площад, кои што просјачат, и по голема среќа јас лично одамна немам видено, ако не и воопшто да немам видено. Значи толку беа среќни со едно пакетче, значи кој што содржи производи во вредност од 200-300 денари. Значи малку треба за некого да направиш среќен, ама полекав, не знам. Има луѓе кои што сепак се хумани и знам дека и ова акција, верувам дека ќе биде баш онака како што ние замислена и дека ќе заврши се во најдобар ред. Така, на крајот ми останува да ти се заблагодарам што одвои дел од твоето време да бидеш дел од емисијата Граѓански прашалник и се надевам дека ова акција која трае 3 дена ќе резултира со еден позитивен исход. Се надевам и јас, ви благодарам и на поканата, значи уште еднаш ги повикувам гледачите да ја покажат својата хуманост и да направат уште едно добро дело. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас што бевте дел од ова издание на емисијата Граѓански прашалник и останете со програмата на Канал Визија. Пријатна вечер.